доста техничка темава, морам да признам. И е, да речам, делумен шил, како што кажав, како, затоа што е тесно поврзана со Solid 2 и јас себе се декларирав како селаут и како шил за Solid 2, така да ќе слушате малци за Solid 2. Ма не се. Дорстасаме до таму, имам неколку интересни ствари да зборам околу тоа како кодираме, особено околу асинхрон код и како тоа се поврзува со боја. Сега, во 2015 година, еден лик што се вика Боб Најстром, што е по мене еден од најдобрите програмири in existence во моментов, напише еден артикл што се вика What color is your function? И ви препорачувам да го прочитате, зашто е феноменален артикл. И малце ви подотвара очи за тоа како размислуваме околу асинхрон, неасинхрон код, како ги мешаме парадигмите и слични работи. Сега, јакото во приказната е ка Најстром почнува да пишува така прилично хумористично и полухејтерски да кажам, за како тоа се дизајнира јазик, зашто човекот меѓу другото е еден од дизајнерите на Dart јазикот, Love it or hate it, човекот е доволно писмен барем да напише јазик и значи знае што збори ми е муабетот. И замислуваме јазик по пат и некако е C-like затоа што е синтаксата релативно лесна за да се поврземе со неа, многу луѓе пишуваат C-like јазици. Меѓутоа додава една компликација интересна што ја нарекува color на функции специфично. И имаме два типови на функции, имаме сини, имаме црвени функции. Сините функции се едноставни, како што ги знаеме во C и во секој C-like language во постоење. А црвените се со еден куп церемонии и глупости додадени. Сега панчлайн во приказната е дека го опишува JavaScript. И на крајот на артиклот кажу, оке, ова е JavaScript и као покажува дека као стварно тоа што го пишува на крај завршува како JavaScript. Во пракса, тоа како изгледа, не знам дали се чита и колку се чита, не знам дали можам да зумирам, а ќе се обидам да го објаснам. Првата функција што ја гледате тука, format user, е многу едноставна работа. Нема типови, така да извинете за тие што сте по типови, ме мрзеше да пишувам. И сега има на функција format user што се вика, што очекува објект како input и враќа форматиран стринг од first name и last name од објектот што ја носи user датата. Ништо посебно. Ернама ние треба таа user дата да ја земеме некако и за да ја земеме треба да го направиме тоа асинхроно. Зошто? Затоа што fetch е асинхрон и тука мора да биде paired со await. Така. Тоа кога ќе го споиме заедно форматингот со await-от, повторно мора да имаме async функција затоа што имаме внатре await. Финално, на последниот execution во овој chain што фактички ќе биде до profile page, односно еве да речеме една non-denominational JSX компонента, не збориме за React се уште, мора да има await внатре, зашто треба да го вчита целото ова и форматираниот стринг и тоа да го изрендерира некако на крај. Што забележувате тука? Првата функција беше само синхроно, се down the chain е асинхроно и немаме избор на темата, мора да остане асинхроно. Значи await е вирален. Немаме избор, ако една ствар стане асинхрона и користиме async await, се друго ќе биде async awaited до крај and that's it. For better or worse, ова е модерниот стейт, да речеме, на асинхроното пишување на JavaScript. Async all the things и тоа е тоа. Сега, боите се следниве, вака е тоа аналогно некако ќе биде. Сината се синхрони функции. Едноставни се, секвенционални се читаат од горе до доле, едноставни се за разбирање. Асинхроните се друга игра, затоа што доаѓаат со еден екстра церемонии за да функционира тоа така и да глуми дека е секвенционално, затоа што технички никогаш не се секвенционални. Понатаму во написот Најстром предлага 5 правила за тоа како треба да функционираат овие и ова е многу добро, да речеме, добар аналог на како денеска функционира синхроното програмирање во JavaScript. Прво, секоја функција има боја. Или е сина или е црвена, има и други бои, ама ќе навлеземе во тоа за кратко. Колин конвенцијата, односно начинот на кој што ги повикуваме овие функции, зависи од бојата. Нормалните функции знаеме како ги повикуваме. Го пишуваме името, пишуваме загради, тоа се извршуваат. Меѓутоа црвените, односно асинхроните функции, мораме да ги ставиме или во промис, мораме await, има функции што мора со yield, тако се генератор функции и така натаму, значи пак доаѓаат со екстра церемонии, се со цел да глумат секвенционалност некаква во име на developer experience. Сини функции не може директно да повикуваат црвени функции, очигледно. Во format user не можеме да повикаме директно fetch user, како што гледате на екран, зашто едноставно нема да работи промисе. Запакувано е во нешто, немаме директна вредност, туку имаме computation фактички. Повикување на црвени функции доаѓа со екстра правила, што е фактички дериват на двојка, и
петата, тоа што најстром сака да го нарекува std-lib, односно што технички не постои во ниеден runtime на JavaScript, немаме standard library, имаме standard libraries во зависност од runtime-от. Во браузер имаме еден тип на амбиентални функции, глобални и така натаму, во Node имаме друг сет, има оверлеп, ама не е секогаш ист. Но тоа не е ни битно затоа што дел од овие функции се всушност црвени. И ако сакаме да ги користиме тие корисни функции од стандард library, тоа значи дека се друго app да стек ќе ни стане црвено. И takeaway-от од ова е дека црвена е секогаш variable by construction. Сега, не би бил многу нефер ако не спомне ка најстром го спомнува и Go тука. Има неколку takeaways, мислам извини, ама има добра поента. Значи нема да навлегувам во горутини, во blocking IO и така натаму, туку ако само го погледнете парчево код што е еквивалент на fetch user-от што го имавме претходно, никаде не гледате await-ови. Така? Нема await-ови, нема боја. Се е линеарно, се чита од горе до доле, тоа е тоа. Кажи. Може да не ти се иш, добро, иш. Сите се иш фактички. Добро, ама се чита. Се зборевме, окей, да. Go во 2015 е сепак од таймбоксте, можеби, не знам дали беше скроз исто. Сега да се вратиме во нашиот ќош од пеколот, што е JavaScript. Значи, callbacks, да тргнеме историски од callbacks и како почна синхроното програмирање во JavaScript, што е тотален ексцедент. Па одреден language designer in their infinite wisdom одлучува дека continuation pacing style, односно така наречените callbacks, ќе бидат добар начин за да правиме било што е асинхроно со pacing функции down the chain. Сега, проблемот со тоа е дека историски continuation pacing style е смислен за компайлери и за интерпретери, не за луѓе да го читаат, ама добро, не се, заглавени сме со тоа и тоа е тоа. Имавме callbacks, promises беа као добро по upgraded варијанта на callbacks, пак сме во continuation pacing style, меѓутоа, за разлика од било каков callback стайл на пишување на код, каде што input функцијата што треба да продолжи down the chain може да е прва, втора или 15-та, во Promise е стандардизиран input shape-от. Имаме resolve, имаме reject, што се секогаш прв и втор аргумент во конструкторот и тука немаме утка, барем shape-от ни е стандардизиран. И стасавме конечно до async await, што е фактички автоматски continuation pacing style трансформ во голем дел од компайлерите денеска, односно транспайлери, како и да е, it's confusing, што го намалува пенот од четвртото правило, каде што имаме нели специјални бајања за ова да работи, затоа што секогаш треба да мислиме на две ствари, async и await, ништо повеќе од тоа. Ама пак го остава проблемот на боја и дека стварва е вирална, дека стварва и покрај тоа што глуми дека е секвенционална, баш и не е и некојаш знае да биде футган. И нема independent call stack, онака да не навлегувам во тоа пошто ќе го затупаме в тен. И сме во некоја ситуација каде што има цела декада на syntax sugar, ама истиот проблем фундаментално останува. Но чекајте, има уште. Заради тоа што ако се јавите во наредните 5 минути ќе ви дадам уште проблеми со бој. Сега, async и sync веќе не се ни најлошата боја in existence, затоа што постои една ствар што се вика модерен веб девелопмент. Значи кодот више не ви е сини црвен, туку ви е цел спектар, онака што има некоја тенденција на кај црно да оди. Али не се, еве, чисто заради рефрешер. Async е црвена ствар. Еве, повторно, било каков non-denominational JSX framework, тоа некако вака би изгледало. И значи имаме вирална асинхроност или некаде мораме suspense да ставиме ако користите React за ова да функционира. Сега, async секогаш враќа промис, тоа го восстановивме и се станува црвено како резултат на тоа и се качува up the stack бојата. Yellow. Ова ми е една од така новите омилени бои, да речеме, нема да ги поминам сите in existence, ќе поминам само неколку. Сега, Yellow е боја што е врзана за render cycle. Ако користите било каков framework, library или што и да е, каде што било кој computation што го прави е врзан за render cycle-от, congratulations, знаете што е Yellow. Сега, јас теоретски, како некој што знае React, pacingly, знае што се hooks и знае како да пишува hooks. И викам, оке, имам функција што е header и оке, можам да напишам hook во кој што ќе содржам амбиентална дата за моментално логираниот юзер. Оке, ништо спектакуларно. И го рендерирам тоа во некоја header компонента, top super shipped. Доаѓа нов колега што нема работено со React до сега
и не му е позната use конвенцијата дека така функционира во React, туку да речеме доаѓа од која бекграунд. За тие што пишувале која, исто така има use конвенција, што има комплетно поинакво значење од ова, и е само функција. Нема ништо посебно во неа. И сега вика, окей, супер, овде има нешто што се вика use out, и веројатно можам да го искористам. Зошто? Затоа што маркетинг му побарал да стави некаде телеметри кај што луѓе ќе кликаат. Окей, супер, добро го направил тоа фино лепо. Ама ова не проаѓа пука. Сега. Видиме импортираме use out. Дали нешто освен calling конвенцијата во импортов ни кажува дека ова има некакво амбиентално очекување од околината? Не. Така. Ако се вратиме назад на async примерот, и го земеме get to post и го ставиме во некаков експорт, ни кажува таму нешто дека нешто има некакво очекување за специјален рантайм. Исто така не. Глумат... Да, компајлер ако имаш ќе ти каже најчесто, ама има ситуации кај што може да биде футган онака и може да не ти го подцрта и да се заебеш. Прашај ме како знам. Зашто што сум шипувал вакви глупости у продакшн и ми стасувале багови of my own making. Така. Сакам да кажам дека се еквивалентни, дека глумат дека се функции, ама се функции with certain expectations, што не секогаш се очигледни, особено за луѓе што се newcomers. И сега, сакам да кажам дека ништо на call сајтот нова кажува дека ова е render only. Ако не сум запознаен со екосистемот на React и начинот на работење на React специфично, едноставно нема да знам. Еслинт е корисен, меѓутоа пак има некогаш му се клизнуваат работи во одредени ситуации. Сега да не биде дека само го хейтам React, не го хейтам само React, ова знае да биде проблеми во Vue Composition API, знае да биде проблеми во постарите верзии на React, знае да биде проблеми во Inferno и така натаму, у суштина во секоја технологија in existence што е врзана со render cycle. Сега, има одредени технологии кај што computation не е врзан со render cycle, Solid.js, али не е битно. Користете технологии што не се врзани со render cycle. Тоа ми беше муабетот, не мора да е Solid.js. Следната боја што ќе ја дискутираме е Blue. Патем бојве не мора да се такви какви што ги кажувам, ставете било каква ствар на нивно место, ама згодно е да може да се мешаат, зашто после тоа кога ќе стасаме до како се мешаат боите и како се боксираме во ќошеви, тогаш ќе стане интересно. Да, окей. Blue беше друга. Окей, ова е друга Blue. Ова е другата Blue. Окей, не се. Да. Окей. Ова е овој тип на Blue, да речеме, не оригиналниот синхрон тип на Blue. Дериват на тоа дека колоцираме код што се извршува на клиент и на сервер во еден файл. Благодарение на модерните мета фреймворк заглавивме во некој ќош каде што добра идеја е ја тука да ставам use client или use server и да извршувам функции во истиот файл некаде на клиента на сервер, тоа само бандлерот фино лепо ќе си го смени, ќе си го среди, ама не е баш така во реалност. Зошто? Затоа што ако тргнеме од ова user card и ова ако пробате да го извршите во Next да речеме, ќе пукне. Зошто? Затоа што на сервер немате window, очигледно. Сега, тоа е лесната варијанта. Тешката варијанта е во второво, кога на клиент ќе импортираме нешто што е можеби 5 ниво апдочен и повикува некаде база директно наместо да повикува врапер за база. И некаде во продакшн ќе пукне ерор дека нешто пробува да ни се врзе на TCP socket директива од браузерот, а знаеме дека браузери не се врзуваат со TCP sockets. И така, значи има пак асиметричност во кога имаме ваков тип на боја во приказнава, каде што на сервер многу гласно ќе ни пукне ерор, а на клиент нема да пукне ерор и некогаш клиент може ќе ни се пожали за истата работа. И debugging experience-от дефинитивно не е забавен, пошто се многу тешки за фаќање. Сега, што правиме кога бои се мешаат? Окей, оранж, црвена и жолта. Значи, кога од environment-от и функцијата што извршуваме во моментот, односно компонентата, имаме две побарувања. Едната е врзана со render cycle, другата е да биде асинхрона. Технички е нелегално, освен ако не ставиме suspense boundaries и слични работи, меѓутоа е чисто for the sake of argument. Ако имаме fetch user функција како претходните, во нормална ситуација некако вака би го исхендлале тоа, некаде над компонентава ќе ставиме suspense boundary, го правиме фетчот, ја праќаме дата на низ props надоле, рендерираме кога ќе биде loaded, функционира. Ама ако пробаме од сервер да извршиме случајно со async, ќе се случи некоја ваква ситуација каде што ќе пукне затоа што hooks не смееме да користиме на сервер. И ќе треба да правиме некои други работи, да ја делиме функцијата, да ставаме suspense boundaries и слично. Значи,
што е поентата тука? Дека што повеќе бои додаваме на функцијата, толку повеќе се боксираме во ќош каде може да биде извршена и дали воопшто може да биде извршена. Не значи дека ако има премногу бои е добра или моќна функција и anyway, туку дека едноставно премногу побарување има од околината. И затоа стасуваме до технички нелегален код што не се извршува. Ајде да видиме уште еден по-грозен пример. Што е со неколку така прекршување од аспект на боја. Имаме 4 violations овде точно. И сите се plausible и тоа ќе ви кажам зошто се plausible на крај. Имаме хукови во async компонента, се дешава. Имаме async што го повикуваме како sync исто така често се дешава. Имаме браузер API во ESSR што релативно лесно се решава ако ставиме window околу него логички како ќе работи после тоа. Сега проблемот во приказнава е дека овие се сварно реално shipped проблеми и се кладам дека неколку стотици од овие се shipped последнава недела у продакшн на различни места на планетава. Барем ја имам видено 2. Така да чест проблем е и често е да ни промакнат затоа што не секогаш се очигледни, не секогаш се дешаваат во кодот во кој што ние го извршуваме. Некогаш се 5 ниво up the chain, едноставно нема тулинг што може да ги фати. Некогаш дури и тестови не помагаат. Сега, ајде да се вратиме чекор назад, кога више имаме еден куп бои, имаме еден куп проблеми, модерниот веб девелопмент е прекомплициран и како можеме теоретски да го поедноставиме. Прво да почнеме со тоа што всушност е async и кој е брейкдаунот на async. Според Рајан Карнијато, што е авторот на Solid.js меѓу другото, секоја асинхрона функција, секој asynchron computation доаѓа во 4 фази во контекст на компоненти. Првата е create, каде што го декларираме асинхрониот computation. Вториот е consume, каде што го повикуваме фактички. Третиот е блок, затоа што мораме да го блокираме юзер интерфејсот некаде да покажеме нешто или не мораме, меѓутоа ќе се деси имплицитна блокинг фаза каде што нели нешто се повикува пред да биде изрендерирано. И на крај да ја вчитаме вредноста, односно да ја покажеме на екран. Тие се 4 фази. Сега, можеби не ви се познати како 4, можда би ви било поприродно да размислувате за нив како 3, затоа што голем дел од модерните мета фреймворкс и фреймворкс, втората и третата фаза ги врзуваат во една. Зошто? Затоа што не одлучиле веројатно дека местото каде што блокираат е местото каде што сакаш да ја повикаш датата, што не е секогаш корисно пат. Што е проблемот со фузијата на овие две фази? Ајде да земеме еден едноставен, ама практичен пример. Имаме функција што се вика user card, што за пратено ID на юзер прави фетч на юзер дата на некој од юзерите што ги имаме во системот и го рендерира името на юзерот, прилично едноставно. Ова кога ќе го пратиме на page после тоа, го имаме во layout, го суспендираме ова ако користиме React, нели? И тој user card го рендерираме на начинот на кој што нормално го рендерираме и рендерираме и sidebar. Тоа што се случува во оваа ситуација, ако ја погледнете оваа линија тука, само тој дел е тој што всушност ќе суспендира и ќе се заглави во нека loading фаза додека sidebarот ќе се рендерира без проблем. Значи имаме асинхрон рендеринг, така? Што е точно тоа што го сакаме фактички, добра работа е да биде така. Но проблемот се случува кога сакаме некој ќе ни рече: слушај, ајде да го тргнеме овој фетчов едно ниво погоре, може ќе ни треба на некоја комшиска компонента тука на ова ниво, на нивото на page и ќе ни треба да ја искористиме датата тука. Добро, што правиме во таа ситуација? Ако земеме само да го извадиме юзерот, тоа значи дека суспенсот овде што се наоѓа ни е технички за украс и едноставно целиот овој лејаут тука што го имаме ќе биде изблокиран додека не биде фетчната датата и ќе заглави во некој таков бел стейт додека не се заврши реквестот и тогаш да го изрендерира. Значи технички сме во некоја футган ситуација каде што треба целата компонента и целиот пејдж да им направиме така убав еден реархитектинг за тоа да функционира со добар юзер експириенс према корисникот. И ова е една од оние ситуации каде што технологијата, изборот на фреймворк фактички ни ја витка раката во тоа како мораме да ги правиме овие работи во контекст на тоа како се презентирани на корисникот. И сега добро, што ако можеме да го избегнеме проблемот на бој? Што ако можеме таа втората фаза што беше фјузната, односно втората и третата фаза да ја разделиме и ова за сите да биде подобро за нас како девелопери и за тие од другата страна што ги користат нашите продукти. И Solid 2, ова е шилинг делот каде што нели фура маркетинг и се тоа. Значи, нема да се задржам на целиот change set на Solid 2, не е ни толку голема, ама битните работи се овие фактички. Има 3 новини. Create memo, loading и spending за читање, за рајт има други, ќе ги дзирнеме малце подоцна. Што е create memo?
за некаков, да речеме, RAF еквивалентен на UseMemo, како што е во React, меѓутоа, новото Create Memo во Solid 2 работи со синхрони и со асинхрони функции. Накратко, секој пат кога сакате екстерна дата од било каков тип, синхрона или асинхрона да стане сигнал, користите Create Memo. Тоа е се што треба да запамтите за ова. Loading е нова control flow компонента, не е стандардна компонента за UI, туку едноставно не се рендерира како ништо. Туку е на некој начин само како suspense boundary еквивалент, меѓутоа само за првиот рендер кога нема дата, кога се уште нема фечната дата. Не е задолжително да ја користите, можете ако сакате да ја користите, ако сакате да рендерирате нешто додека нема дата се уште дојдено down the wire. Имаме и spending, што е helper, што ни помага да се справиме со stale датата што има во моментот. Дали сакаме да покажеме loading bar нов, дали сакаме да задржиме stale датата in place, сакаме да апдейтираме нешто оптимистички или слично, ова е хелперот што го користиме. Ќе ви покажам пример за кратко како изгледа. Клучното во приказнава е дека благодарение на Create Memo што не му е гајле што му праќате за да конвертира во сигнал, кодот во компоненти ви станува комплетно colorless. Не ви интересира дали нешто е синхроно или асинхроно и е многу слично на Go. Значи, пак ќе кажам, ова е на ниво на компоненти, не е на ниво на цел јазик, туку кога пишуваме внатре во Solid код, за дата врапер и така натаму, секако и како е проблем. И сега, накратко, зошто Create Memo? Затоа што предходните примитиви што користеа, за што го рештаваат истиот проблем, Create Resource, Create Async, Create Memo во предходната варијанта, фактички истата работа ја правеа. Create Resource беше многу сличен на TenStack Query ако сте го користели како работи со повикување дата. Create Async беше де факто истата работа, само promise враќа, не враќа value, што е подобро за suspense, а Create Memo беше истата работа што сега е Create Memo, само работи со синхрони values. И некако пробуваат истиот домен да го решат и на крај решија во Solid тимот да ги мерджнат сите во Create Memo, не е финално името патем. И не е финално името од причина, од многу глупа причина, затоа што UseMemo има одредена репутација и PR поврзан со него и сега малце е таков poisoned well и веројатно ќе треба подобро име да смислиме in time. Меѓутоа во моментов се вика Create Memo и единствената работа што треба да ја знаеме за читање. Накратко, Memo секогаш враќа промис, што е од истиот ноутайп без разлика што ќе му пратиме. Што значи дека добиваме еден сигнал во тој signal reconciliation графот и дека на Signal Reconcilerот не го интересира дали тоа чудо е синхроно, асинхроно, туку дека знае дека во некоја точка ќе добие вредност и знае каде да изрендерира. Најпластично објаснето е така, без да навлегувам under the hood, зашто ќе ни треба 1-2 сати за тоа да го направиме. Мислам, не дека немаме време, ама не ми се ни збори толку долго да бидам искрен. Indeed. И сега, да го видиме претходно примерот со page што го видовме, каде што мрдање на самиот fetch во React-Land резултираше во така интересен loading behavior на страницата. И да го видиме тука како ќе изгледа. Ако тргнеме со истиот user card, каде што на даден prop рендерира нешто на екран, имаме page што исто така ни е репрезент на страницата што ја рендерираме, да речеме. Ако искористиме Create Memo како што ви го опишав сега и искористиме буквално истата fetch user функција што имавме од претходно, ова ќе изгледа некако вака. Имаме loading што е optional, можеме да го тргнеме, можеме и без него, само ако сакаме да покажеме некаков skeleton loader. И го имаме user cardот финално што го добива user сигналот што е точно ова овде и тоа е тоа. Толку. Сега. Лимитацијата беше дека локацијата на фетчот ни е проблем. Овде фетчот можам да го тргнам кај сакам. Нема ништо, никаква разлика да ми направи. Значи, еве ви, два примери каде што го имаме Create Memo во child компонентата, во B е hosted на page level. Така. Во двете ситуации однесувањето е идентично. Зошто? Затоа што местото каде што го правиме фетчот и местото каде што го правиме лоудингот, односно му кажеме чекај тука ти фали некоја вредност, се на различно место. Со други зборови, ја можам Create Memo да го мрднам во global scope и нема да има никаква импликација, затоа што computationот не е поврзан со render cycle-от на ниеден начин. Истото можам да го постигнам и со импорт, и со експорт, и со ставање во library, со ставање во state manager, апсолутно не интересира. Ке функционира. Океј, тоа беше со read. Значи Create Memo е стварта што треба да ја запамтиме, that's all there is to it. За mutations, од друга страна, решија да фатате на така, не знам дали да ја наречам контраверзна дирекција, меѓутоа секоја мутација ќе биде оптимистик од сега натака. Со други зборови, имаме Create Optimistic Store како helper,
за креирање на optimistic stores, што се по дефиниција асинхрони, ама не е битно дека се асинхрони. Имаме action helper, што како input прима генератор функции, ќе видите за секунда зашто прима генератор функции. Developer experience-от е прилично сличен како async await, само треба да користиме yield наместо await. Тоа е се. И имаме refresh, што ни дава механизам рачно да рефрешираме кога сакаме да рефрешираме, така да имаме многу фина контрола на што кога се случува, кога доаѓаат податоци over the wire, in any way. Да напоменам само дека предходните примитиви што постоја во Solid, као create signal, create store, се уште се таму, се уште функционираат исто и побитно имаат интероп со новиве ствари, како што би очекувале дека имаат. Како би изгледала една мутација? Да речеме, креираме create optimistic store, аргументите што ги отпакуваме, првиот е to-dos, односно моменталниот state што го имаме, а сетерот е втората. Многу слично на тоа што веќе сме навикнати со create signal, create store, use state и така натаму. Првиот input аргумент што го имаме тука е default датата, значи правиме некој fetch, од старт, сакам да ми ги земеш сите to-do што ги имам во моментов, а вториот е default value-то во случај да е празно. И добро, добивам празен арей. Сега, add to-do од друга страна е action, како што ви кажав, action е нов helper, што прима генератор функции внатре и дефинираме една генератор функција во која што инпутот ни е new to-do, кога сакаме да додаваме to-do. И го користиме сетерот што го имавме дефинирано тука од set optimistic to-dos, правиме push во стејтот таму, правиме еден yield на API-то во позадина, зошто правиме yield а не async await? Затоа што често пати има ситуации кај што сакаме да итерираме, наместо да одиме директно на async await. Yield е многу поприроден избор за овој тип на итерација, плюс сигнали не се само push механизам, туку се push-pull механизам. Yield е многу попаметен околу тие работи. И финално имаме контрола кога да го рефрешнеме стејтот со постоечките to-dos и да им направиме нов ресет и да ги вчитаме со тоа што е веќе напишано и да потврдиме дека серверот го запишал тоа што мислиме го запишал. Во компонента ставено ова би изгледало некако вака. Имаме една функција со add to-do, ја повикуваме како комплетно нормална ствар. Сега, тоа што ви го кажав претходно дека нема боја. Ако забележите, овде имаме боја и текако. Така, ова е дефинитивно црвена функција затоа што е асинхрона по природа и би требало да доаѓа со некакви правила на повикување. Арно, ама благодарение на тоа дека Solid 2 не му е гајле, се додека е конвертирано во сигнал, можеме да правиме вакви работи, на пример, и седа ни изгледа како иста боја на код кога се наоѓа во компонента, не и надвор од компонента. И сега значи има optimistic update, server write, cache refresh и така натаму, се спакувано во една функција, немаме use effect ченови, немаме никаков awkwardness, ова е се што треба да го направиме и треба да функционира како што е. Сега, да погледнеме едно демо, ќе ви го покажам и кодот на демото ако сакате. Да почнеме со да додаме едно to-do. Да речеме hello beer.js. Ова е се во Solid 2 иначе. И што ќе се случи, внимавајте. Значи прво ќе биде optimistic, не знам дали го фативте. Тоа е додека на клиент и се рефрешира, ова нема да го покажуваме нормално во секоја ситуација, меѓутоа го покажуваме инстантна реакција и после тоа кога ќе го потврди од сервер, само кажува, оке, ти си потврден, уживај, продолжи понатаму. Филтрирање, зашто пак ни оди низ сервер кол, не знам, сакам да филтрирам се што е Solid, идеме со рефреш, ќе ни покаже се што е Solid. Така, функционира на истиот начин како што функционира и ова. Ако сакам да форсирам ерор, да речем правам рефреш, ќе пукне нешто, еден од убавите side ефекти на овој тип на работа со colorless код е дека е многу лесно рекаверито од ерори. Можам да покажам UA што во секој момент ќе провери try, можам предходниот стейт да го покажам тривијално, не морам да се замарам со ништо посебно. Накратко, тоа е за демото, можам да ви го покажам кодот после ако сакате да го дзирнете. Накратко, вака ова изгледа stacking up наспроти React, зашто не го издвојувам специфично React, само е статистички најпопуларниот, затоа го земам како пример. Ако во React треба да тракирам боја, а во Solid 1 имав примитиви што врапуваа боја, во Solid 2 престанува да ми биде гајле за боја. Имам само create memo, на create memo му давам што и да сакам да стане сигнал, станува сигнал, го користам како сигнал, that's all there is to it. Сега, trade-offs. Како и се на светот, имаме trade-offs, не е ова као free lunch, no such thing за free lunch. И сега, каде што во React и во другите фреймворкс во моментов со одредени edge исклучоци во новиот Svelte, се ова треба да биде многу по-intentional.
Значи, треба да имаме нов ментал модел за мутациите како работат. Треба да бидеме по предпазливи со каде правиме error handling. Немаме clear сигнал дали е нешто sync или async и треба генерално да се наштимаме доколку решиме вака да пишуваме код и дека ова е начинот на кој што треба да се пишува код. Меѓутоа, од друга страна, логиката е colorless комплетно, не ме интересира дали е нешто е промис или не е промис или што и да е. Loading UX-от е многу поедноставен и е многу по-intentional. Нема никогаш да ви се случи на accidental suspense waterfall, мене ми се има случувано често во React, никогаш не биле забавни за решавање. И мутации се composable и optimistic, што може да е добро, ама не мора да е добро во секоја ситуација, затоа сум малце on the fence искрено. Takeaway-от е дека тридате complexity фактички. Односно accidental complexity што фреймворкот ви витка рака да го правите на одредено место и на одреден начин, сега имате intentional complexity со подобар user experience и помалце да ве боли глава од другата страна. Тоа на крај тоа би бил bottom line, да кажеме, од целото. Што значи ова за вас во пракса? Ако не ќете да пишувате Solid, не пишувате Solid, тоа е скрос окей патем, не сум тука да ве убедам во спротивното. Едноставно прашајте се секој пат кога ќе фатите suspense да користите, дали ова го блокирам intentional или React ме тера да го блокирам кај што го блокирам. Секој пат кога качуваш state, дали ова можеби ќе го скрши UX-от, затоа што често го крши UX-от и дали треба да припишам цела компонента благодарение на тоа. Секој пат кога пишуваш hook, дали очигледно дека е hook во секоја ситуација и дали стварно го правам ова како што треба или можеби интродусувам нова боја тука во приказна. И секој пат кога користиш use client или use server as it were, не претпоставам дека користите само React, дали можеби ова проблем дека го правам, дека го форсирам во одреден ќош за computation и дали го правам доволно чисто за тоа да функционира. Свесноста за бој не мора да е стриктно за Solid. Ве прави по, да речеме, mindful за тоа што го правите и како тоа изгледа кај крајните корисници на крајот на денот, околу loading UX, околу boundaries, околу asynchron computation, околу се. Не мора да допреме Solid, се уште ќе пишувате Svelte и Angular и React tomorrow, ама стварно се надаме дека ќе го пишувате по mindful од денеска. Фала ви. Сега доаѓа интересниот дел, show of hands за прашања. Окей. Дали имаме прашања? Going once, going twice. Ако да прашај? Ќе пробам. Ме буни моментот create signal, create store, create memo. Не е истото тоа, create memo? Што е разлика? Не. Зашто има create optimistic store, зашто create memo не е create store? Као малце тој дел да се појасни. Create memo е за read, примерно. Не запишуваш. Не користам тие React Да, те сваќам. Create memo е за read операции, create optimistic store е за write операции, примерно. Ти store можеш да го користиш како сакаш. Меѓутоа optimistic store како таков претпоставува дека тоа чудо некаде ќе биде запишано евентуално. Сега како што се случува статистички најчесто е API. Тоа е тоа. Завршува до база, ми потврдува дека е завршено до база, добивам green flag дека е запишано и го потврдувам во уито на крај. Океј. Не, толку. Тоа беше Сакам прашањето. Само ме збуни тоа името дека било лошо, само ради маркетиншки цели. Не, create memo. Глеј, Што е болje име, ама веројатно. именување е најтежок проблем Да. во computation. И Значи, cache invalidation. не дека семантички е погрешно да го викаат мемо, пошто фактички тоа го прави. Зимаш нешто што е, не знам дали е да го наречеме соодветно side effect на системот, ама external data на системот, окей. Не е во склоп на Solid. Изимаме некаков API call од надвор и го ставаме тука внатре, така. И мене ми треба едноставен начин да го претворам во сигнал и е фино да е кешт, затоа се вика мемо. Затоа што да речеме за повик со истајди, очекувам да се деси истата работа да речеме, освен ако експлицитно не му кажам дека треба нешто друго да се случи. И сега, не дека е погрешно името, туку UseMemo има така заработено, да кажеме, лоша репутација од React предходно и луѓе го имаат запамтено како такво. И сега сме заглавени во некој глупав ќош у Solid, каде што онака, имево не е лошо, ама луѓе го перцепираат лошо и сега може треба да искористиме друго име за ова. И тоа може нема да остане, ама немам појма, ќе видим. Дали имаме други прашања? За некој прашање, баш интересно као
во тие слайдовите за што нешто е синхроно, го ставаат кога се нешто создава, се одлучува дали е асинхроно. Мгм. Дали е точно? Имам примав некаде или Да, на почеток од 4 тие. четирите стейтови? Уште на почеток, уште назад. Уште поназад. Да, као 4 Чекај, имам. коцки, не би ги рекол коцки нешто као. Ти изгледа некој слайд е познато? Да, тоа да. Да. Кој слайд? Трети, 15-ка? да. Овој? Да. Оке. Ова е нешто од Solid, така или? Не е од Solid. Ова е генерално од computational theory, да речеме. Каде што ако направиш брейкдаун на било која синхрона операција како работи, во принцип вака, ова се фазите низ кои што поминува секогаш. Третата фаза е За првата, дали нешто е синхроно кога се создава или кога се извршува? кога се создава. Затоа што оке, комплицирана во Технички, Node.js сервер, последната операција може да биде на синхрони и Да. синхрона, пошто е принципите дај што даш. точно Се што зависи синхроно ќе се може само првиот момент ми е малце чуден пошто асинхроноста е кога се извршува, кога се создава. Технички ти доаѓа негде на трето ниво кај блок. Види, ако да се вратиме на првите неколку примери зашто се сини и што се црвени функции. Така, да ни се сите функции сини, нема да го дискутираме ова, така? Туку ќе биде се sequential, од горе надоле. Во асинхрони операции не е така и во JavaScript конкретно, за некоја ствар да биде асинхрона, треба експлицитно да ја декларираш како асинхрона. Така, ова примерно не зборувам не за рантайм ствари што се вградени, туку за функции што јас ги пишувам фактички, така. Макар што важи и там. И сега пак би рекол дека зависи од рантайм, ама ја мислам дека кога се декларира, ќе треба да го проверам, не ме држи за збор, мислам дека кога се декларира од старт е асинхрона. Мислам. Да и не. Play stuff, JavaScript, Node.js, небитно. Така? Последниот функција што го врке на контролерот, може би асинхроно и асинхроно, пошто во една фаза ти прекинува ти биде битно дали ти е асинхроно или асинхроно нешто. Затоа ти е на ниво на кога се извршува, кога се создаваш. Така. Окей. Добро. Тоа сакаше добро, окей. Често баш да не е нешто за ова баш ми од Solid нешто. Викам да нема смеја нешто како функционира. Не. Ама пази, пак е ова контекстуално и заглавено. Контекстуално на рендеринг, така. Затоа што не зборуваме тука за целиот рантайм, не зборуваме за каде се извршува, зборуваме за како се извршува и во неговата кутија фактички, така. Али да, ќе го проверам што ми го збориш дефинитивно, пошто да, ми звучи познато, ама it's been a while.